Содржината на дневникот на кралицата Елизабета е откриена во новата кралска биографија. На 7 ноември Роберт Хардман објави ажурирана верзија на неговата книга Чарлс III New King, New Court, The Inside Story. Таму открил што напишала Елизабет во дневникот на 6 септември 2022 година. За време на нејзиното владење кралицата водела дневник. Речи се секој ден ги запишувала настаните што се случиле тој ден. Таа забележала што се случило на 6 септември додека била во Балморал. Не изненадувачки што кралицата беше вредна во својата документација, иако нејзината болест ја правеше се послаба, известува списанието Татлер. Записникот во дневникот 2 дена пред нејзината смрт беше едноставен. Едвард дојде да ме види. Таа ги напиша само тие 4 збора во својот дневник на 6 септември 2022 година. Во таа белешка таа мислеше на Едвард Јанг, нејзиниот приватен секретар, кој и помагаше да ја подготви заклетвата на новоизбраните министри на тогашната британска премиерка Лиз Трас. Назначувањето на Трас на 6 септември ќе се покаже како последен јавен ангажман на кралицата по цел живот јавна служба. Музичарот и фронтмен на групата Coldplay Крис Мартин ги заприпасти присутните на аеродромот во Сиднеј кога направи бизарен ритуал пред да се качи на приватен авион за Нов Зеланд. Именно неколку моменти пред да се качи во авионот, Крис падна на колена за да ја бакне пистата на аеродромот. Се чини дека бакнувањето на асфалтот пред полетување и прислетување е вообичаен ритуал за музичарот. Тој исто така беше забележан како го прави тоа после летувањето во Малезија пред концертот во таа земја, а го направи истото и во Индонезија. Иако нема информација зошто го прави ова пред и по летовите, ритуалот може да потекнува од блиското соочување со смртта на почетокот на неговата музичка кариера. Музичарот во 2005 година за малку ќе настрадал кога неговиот авион налета на песочна бура додека летел над Западна Африка. Беше толку страшно, еднаш годишно целата прашина се крева од Сахара. Ништо не се гледаше, а најтешко му беше на пилотот. Авионот принудно слета. Не знам како успеа пилотот. Мислев дека мојата ќерка наскоро ќе има очув, се присетил музичарот во едно интервју. Во рамките на месец на почини на 16 ноември со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе операта Мадам Батерфлај од Джакомо Пучини. Диригент на представата е гостинот од Грција Мирон Микхајлидис, режијата е на Александар Текелиев од Бугарија, сценографијата на Живоин Драјановиќ, а костимографијата на Лира Грабул, концертмајстор е Климент Тодоровски, хормајстор Јасмина Ѓурѓевска, Ѓургица Дашич. Во насловната улога ќе настапи гостинката од Јапонија Хироко Морита, во улогата на Пинкертон ќе настапи Ѓорѓе Туцковски, во улогата на Шарплес Флорин Естефан од Романија, во останатите улоги ќе настапат Марика Поповиќ, Дејан Стоев, Невен Силјановски, Јане Дунимагловски, Сонја Пентовска-Мандевска, Валентина Димитриевска, Олег Цуцковски, Никола Стојчевски, Марко Гапом, Александар Тарабунов, Огнен Здравковски во придружба на хорот и оркестерот на Националната опера и балет. На Институтот за македонска литература беа промовирани книгите Книжевноста низ критичката визура од Ана Мартиновска и Уметноста на диалогот од Ана Јовковска. Мартиновска во својата книга пишува како духовно спасение во време на корона кризата, прави критична анализа на дела од македонски и европски писатели од последната декада, за кои смета дека се најдобри. А пак Јовковска во незината книга поместила интервјуа со домашни писатели, направени по повод нивни нови објави. Двете книги ја истакнуваат ангажираноста да се зборува за деликатни прашања од стварноста, кажа промоторот Гоце Смилевски. И двете авторки имаат една извонредна задача пред самите себе поставено и која апсолутно ја исполнуваат, можеме да кажеме со големо задоволство, а тоа е да се детектира ангажираноста на овие дела во однос на времето кое го живееме, изјави Гоце Смиловски, промотор на книгите.